Добро вечер, драги пријатели, на некој посакувам убав сон, што веќе спие. Вечерва ќе се осврна малку на глобалната политичка сцена, потврча оно што се случуваше во Давос. Во Давос дојде до една несакана работа за сатот на сат. Потврчно неговите довчерашни сојузници Европа го одбегнуваа. Макрон не се појави, не замина, утрето дојде кога Трамп беше, неќе беше одржал говор. Интересна беше настапот на канадскиот премиер Марк Кари, кој јасно укажа дека Трансатлантскиот сојуз се распаѓа, а царот е гол. Потврдно желбата на САД да го присвои или купи, како сакате кажете, Гренланд не е сегашна. Таа е од после Втората светска војна, кога САД на на Данска и нудише $100 милиона за Гренланд, Данска ги одби. И интересна работа исто така, се зборува за наводен референдум, ако се одржи, ќе им дал на жителите на до $10 до $100,000, значи немање пари, замислите, има тека автономија од Данска, Гренланд, кога 100 милиона нуде после војната, тоа се сегашни милиарди, ако и се плати вредност на парите, а сега дават од 10 до 100,000 наводно ќе дават. На крајот 2004 опција ќе оцене само построување на ракетен силит на Гренланд, поради наводно Русија и Кина. Интересна работа исто, Трамп по секој близам зема повеќе ловеници под мишка, на крајот гледа, сите ќе го напуштат, не е исклучено и чак и да биде ликвидиран, но постои опасност во неговата безбедност, го кажа. И мој лично убедување дека нема да го дочека крајот на мандат, а може да започне нека војна под присилба. И погледнете еден факт. Неговите главни преговарачи, потврчно и во цела администрација на Америка, бега од неја, се дистанцира, игнорира, се неговиот зет Кушнер и Витков. И најсмешно беше што понуди создавање на Совет за мир, кај што он ќе биде доживотен претседател. Макрон, Германија ќе размисли, ќе многу земји се откажуваат од тој Совет, со зброите дека веќе Совет за мир има во Обединетите нации. Значи Трамп сака да има свој Обединените нации, да кажеме, кај што ќе биде доживотен претседател. Дали на шега, дали е подспување, он ја покани Русија во тој Совет. Путин му одговори, ви давам 1 милиарда, бидејќи он бара милиарда за пристап во тој Совет. И кога ви давам 1 милиарда од заробените средства што ги имаме во Америка. Тоа е малку комично за мене. Кина сигурно нема да влегува. Исто, нужно да го разберам кога кажа дека Канада ќе прави прва држава. Вие ако добро погледнете, има на Google, Канада е втора најголема земја на светот по површина. Прва е Русија со 17 милиона километри, и тамо не знам точно бројка крајна. Канада е со 9,800 или 900, кој 100,000 километри има повеќе од САД, тек трета. Бараме по површина на земјата. Инаку Канада со 2 јазика, тоа е француски и англискиот. Тамо е водена војна и никогаш
они нема да пристанат. Интересно, канадскиот премиер Марк Кари склучи стратешки договор со Кина и дозволи увоз на кинески електрични автомобили со 6%, за возврат ќе извезуват скумпери од таа царина во Кина. А сем, тоа е ќе почнува кај нив соработка на економско поле. Ја не можам да го разберам председателот на САД Доналд Трамп. Америка се наоѓа во еден голем економски колапс, кој што кажат многу пати дожат над 30, мислам дека 30,5 илјади милијарди долара, а нивниот војни буџет е некаде 800-900 милијарди. И прескапа нивната војна индустрија пропаѓа полека, се затварат, но најинтересно, многу пати кажав оние што редовно ме следат, дека Трамп ќе го и НАТО, значи веќе уништил Атлантскиот сојуз, тоа може да се каже НАТО, како Европската унија, со увидување на царини. Само за пример да ви кажам, Европската унија, Европа, обжуваше 40% руски газ. Сега, некаде, паднато е, дали на 12, така некаде 20%, не сум сигурен, интересен збор, додека плин течен или течен газ, од Америка увезува над 50%. Тоа сиромашување и голем удар на Европската унија, поточно на нивната економија, бидејќи они има просперитет и добри беа благодарение на руските ефтини енергенци. Значи, оно што го кажав многу јасно кој ме следат, уште пред 2 години кажав, со 2025 почнува распад на Европската унија и на НАТО. Уште кога видов што случува и одговорите на Трамп, конечно беше се јасно, што ќе случува. Не случај со средбите постојани со Русија, а зошто ќе се запрашате, Америка е прашена дали може да војува против една држава, камо и заедно со Кина и Русија. Они немат стратешки, али имат договори, има заедна војна соработка, заедни војни вежби и така натаму. И пред нас е интересен проект, но не е многу, не е исклучено да дојде до големи војни удари. И Трамп сака од газа, поточно го кушнер, да прават лондонско одморалиште на местото на газа, тоа нема да се затвори, и побараат средства. Веројатно затоа Путин се иронично може му кажа, еве имате заробени наши средства, ви дозволуваме да земете 1 милијарда. Носачи на авиони се тргнати кон Иран тука, но тука ќе се излажат многу, бидејќи во Иран се смирија, они што се обидува да го слушахме ние, дека около 50 ги беа убиени. Може и повеќе. А Иран и Северна Кореја имат стратешко партнерство со Русија, значи Русија нема да се мира. И веројатно информацијата од Русија дојдува кога Америка или САД го бомбардираше Иран, но беа празни магазините, што беше збогатени, отворено се беше префрлено на друго место и кој знае колку бомбите продраа из планините. Израел е во голема каша влезен во жив песок со нападот на Иран и тоа е преголема залога за нив, па и за Америка. Оно што направи Трамп, председател на САД, Доналд Трамп, со Венецуела, се огледало што сака да прави.
буквално ги руши сите сојузи. Они што трчаа до Белата куќа, победување на царините, што Вашингтон сега го избегнува во Давос. Тече меѓу нив Макрон, скоро сите што беа, не се отиде во Италија да се договори со Мелани, така се викаше, за да не влегува во тој негов одбор за мир. Ејќи во Советот на Обединетите нации си постои, а тамо ни држава глава, не би влегли ни Русија, нити Кина, ејќи во Советот за безбедност они си имаат право на вето. Тука Трамп бил доживот. Затоа ова е една политичка трагикомедија што се одвива на глобалната политичка сцена. Значи, не знам, пред моите анализи се покажа како точи. Со 2025 година започна распадот на ЕУ и на НАТО со големите економски колапси. Ја Латвија порачува да начекуваат многу инвестиции, особено не од Западот, бидејќи они се оведен доларчка криза, парите се во моментот на истокот и во арапските земји, пак е тоа исто. Драги пријатели, и посакувам сум, убава наредна недела што е пред нас. Оние што се заинтересирани да ме следат, треба на YouTube да притисне на копчето, преплати се или следене, бесплатно е. И ако се допаѓа става лайк, а можеме се на Instagram или на TikTok, ако да кажат понекој ме блокираат. Со Македонија и со НАТО напред.